Вести на Слободна ТВ. Со воведен збор на одбраната во Основниот кривичен суд Скопје денеска продолжи судењето за убиството на хрватскиот ракометар Денис Тот, кој беше претепан до смрт пред ноќен клуб во градскиот парк во Скопје. Обвинетите за убиството на хрватскиот ракометар Анџело Ѓоргиевски, Клементина Левковска и Андреј Костовски на изминатото прво рочиште пред судечкиот совет во Основниот кривичен суд Скопје изјавија дека не се чувствуваат виновни за кривичното дело кое им се става на товар. Основното јавно обвинителство Скопје ги гони обвинетите Ѓоргиевски, Левковска и Костовски за кривично дело убиство. Во Министерството за надворешни работи утринава започна средба на членовите на заедничката мултидисциплинарна експертска комисија за историски и образовни прашања меѓу Македонија и Бугарија. Бугарските историчари, предводени од шефот на тимот Ангел Димитров, по пристигнувањето на влезот пред Министерството за надворешни работи не сакаат да дадат изјави за медиумите, за темите и текот на денешната средба. Заедничката македонско-бугарска комисија за историски прашања на 15 август усвои и објави препораки кои се однесуваат за подобрување на учебниците по историја за 6-то оделение во Македонија и 5-ти клас во Бугарија, како и препораки за заедничкото чествување на личности од средниот век Свети Кирил и Методи, Свети Климент, Свети Наум и цар Самуил. Председателот на собранието Талат Џафери вчера ја отфрли иницијативата на опозицијската ВМРО ДПМН за референдум за престанок на важењето на законот за ратификација на договорот за пријателство, добрососедство и соработка со Бугарија, образложувајќи дека е противуставна и дека меѓународните договори што се ратификувани во согласно со Уставот се дел на трешниот правен поредок и не може да се менуваат со закон. Од ВМРО ДПМН оценија дека иницијативата е во согласно со членот 24 од законот за референдум и порачаа дека Џафери нема основа да ја отфрли, додека од владеачката СДСМ ја поддржаа одлуката на Џафери поради тоа што и тие ја сметаат за неуставна. Генералниот директор на Електростопанство на Македонија Васко Ковачевски информираше дека земјава од Грција договорила испорака на 1 милион тони јаглен и 250.000 тони мазут. Јагленот ќе биде примарно за потребите на рек Битола, но дел од количините ќе може да бидат користени во рек Осломеј, додека мазутот е за термоелектраната во Неготино, а дел од количините се и за Битола и Осломеј. Оваа набавка е во рамките на договорот за испорака на 144.000 тони мазут. Кавказот се разгорува по вчерашните судири меѓу Ерменија и Азербеџан во кои беа убиени 50 ерменски војници. Од утринава се јавува за престрелки долж границата помеѓу Таџикистан и Киргистан. Во Украина пак продолжуваат судирите, а Москва, која го призна неуспехот да ја задржи украинската контраофанзива, најави дека специјалната војна операција во Украина продолжува. Ова беше прегледот на најновите вести.